Пред да ја кажеме што е донацијата и техничките карактеристики на самата спецификација, која што ќе ја каже човекот кој што ја изработи, тоа е Теохаров Аудио, Веселин Теохаров, на наша огромна чест и задоволство што еве оваа донација, навистина ексклузивна донација и едно појачало кое што тој самиот го осмисли, самиот го изработи и го презентираше нашиот легендарен гитарист Владко Стефановски, и калибрацијата е направена токму во соработка со Владко Стефановски, но јас би сакал да кажам нешто како започна проектот кој што се нарекува Students Play at Аудиокултура, каде што студенти од джез одделот на Музичката академија при Универзитет Гоце Делчев во Штип веќе 3 години настапуваат во аудиокултура во нивниот простор, можеби со сигурност ќе кажам дека најдобриот простор за джез и за изведувачка музика во Скопје. И таа соработка ја кронисваме после 3 години, после повеќе од 10 концерти, 10 представувања на студентите во рамките на Students Play Аудиокултура, со една донација која што Веселин сметаше дека ќе допринесе за развојот пред се на студентите, за наставата генерално по джез гитара и повторно една голема благодарност за оваа негова искрена донација. Видете, ова е специфично гитарско појачало. Ствари, појачало е заради тоа што е комбо. Тоа е звучник и појачало. Звучникот го изработуваше и го изработи Теохаров Аудио. Тоа е моје лично видување за тоа како треба тој гитарски звучник да свири. Теохаров Аудио произведува hi-fi и high-end звучници за домашна употреба и фокусот е таму ставен. Дружбата со студентите, па и со сите музичари во последните 5 години ми остави простор многу да ги слушам тие гитарски појачала, да разговарам со музичари, со луѓе кои што тоа го прават. И беше еден убав предизвик за мене да hi-fi-от стане hi-fi во звучниците за инструменти. Инспирацијата доаѓа од таму што имавме многу убава дружба долгите години со УГД, се дешава убави настани, имаше убави свирки, децата учествуваа на сите тие, се градеа таму, ги гледавме како растат, како се образуваат, пошто веќе долго време се 3 години во прашање, и тоа беше доволно добра инспирација да имаме, по народски кажано, мило за драго. Дали држи, дали не држи, без разлика, ама тоа е нешто што јас сакав да им го подарам и на универзитетот и на студентите, затоа што они го подарија на аудиокултура. Значи обострана соработка. Соработката е на највисоко можно ниво, ама јас пак гледам на тоа како нешто што ќе остане. Каде е моментот на тоа што и улогата на Владко Стефановски во целоста? Па видете, како што кажав на почеток, неговите настоки беа добредојдени заради тоа што он помогна во тоа како треба да звучи и како изгледа тонот. И тестирањето, па и финалното тюнирање. Испадна дека е на многу добра основа. На крајот крајава човек не може да посака ништо поубаво тоа Владко Стефановски да му каже дали е добро или не е добро.